Благодарам, почитувани колеги, почитувана јавност, почитуван вице-премиер. Добро е да продискутираме денеска за фактите од извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2021 година. И јас на почетокот би сакал да нагласам дека ќе зборувам исклучиво по аргументите кои што се дадени на нас пратениците од парламентарниот институт. Тоа се едни прекрасни луѓе професионалци кои што се знаат својата работа и кои што се вршат својата работа, за кои што верувам од тие аргументи дел и од пратениците од мнозинството се послужија на оваа дебата. Она што е важно пред почетокот да се каже дека препораката за почетокот на преговорите на Република Македонија за членство во Европската Унија е дадена во 2009 година, а ние пред нас имаме, јас потоа ќе ви го доставам да го имате написмено, заради тоа што се обидовте некако да направите одредено заобиколување на фактот дека извештајот на Европската комисија за 2021 година по просечната оценка е убедливо најслабиот од 2009 година навака. Па така можете да видите на оваа табеларна, новој табеларен приказ по кој што просекот на оценето е земено од сите 32 поглавја, кој што дел ќе ви прочитам сега, е извадена просечна оценка од 1,52. Од 1,52 и јас со задоволство ќе ви читам поглавје по поглавје да ве уверам зошто е тоа така, а верувам дека вие го знаете тоа подобро од мене. Почитуван вице-премиер, Република Македонија во моментов е држава во која што има 5 кризни состојби, во која што стапката на сиромаштија е највисока во регионот, а почнуваме да го удираме и европскиот врв. Овде би сакал да нагласам дека одлагањето на преговорите за членство има негативни последици врз кредибилитетот на Европската Унија во државата и затоа замолувам веднаш без дополнително одлагање да почнат преговорите, затоа што овој народ изминатите 30 години на вистина даде многу жртви без разлика која политичка партија била на власт. Ако ги тргнеме политичките партии кои што во овој момент можеби се неважни, македонскиот народ заслужи за да почне оваа држава преговори, заради тоа што предолго сме по чекалницата заради некои неразумни барања кои што никогаш не го гледаат крајот, туку само се намножуваат повеќе и повеќе. Но мораме да кажеме и некоја друга работа. За да добиеме позитивни оценки, ние како држава мораме прво да се ја завршиме домашната задача. А тоа нема да биде така додека ние имаме афери како мафија, пасоши, рекет, додека европските би кажал функционери не опоменуваат за злоупотребата на европското знаменце, па така почитуван министер пред некој ден со европско знаменце дискутиравме во ова исто собрание за закон за концесии и минерални суровини, а во моментов има јавна расправа која што треба да го обликува новиот закон за сметководство, за кој што рокот за амандманите е завршен вчера во 16 денеска јавната расправа, а утре, замислете, продолжува Комисијата за европски прашања, за да може да се дебатира, да се дискутира по тој закон. Тоа го нема никаде. За жал морам да кажам дека со вакви оценки Република Македонија нема надеж да ги почне преговорите. Но ајде идеме по дел. Поглавје 1. Слободно движење на стоки. Од 0 до 1 од 2017 година до сега. Слобода за движење на работници. Од 2 до 0. Ова е 0 заради тоа што не престануваат заканите кон синдикатите. Ке кажам само 2. Вчера Министерството за труд и социјална политика извади соопштение каде што директно ги напаѓа синдикалците. А можете да видите по социјалните мрежи се врти порака каде што директорот на Корчаген се заканува дека најостро ќе бидат санкционирани тие што ќе штрајкуваат. Затоа имаме 0. Јавни набавки 0 до 1. Ова е заради тоа што тендерите ги добиваат луѓе блиски на вас. Ова е заради тоа што генерални секретари имаме затворени заради наместени јавни набавки во време кога целокупното судство и обвинителство е контролирано од СДСМ. Право на трговски друштва. Кое е право кога сите фирми кои што ги добиваат тендерите се фирми на семејството, фирми блиски на власта и кога можеме да видиме што се случува во сериозните македонски компании, па и оние, би рекол, единки, правни единки на локално ниво кои што имаат беззначаен промет, на кој начин се краде и таму. Политика на конкуренција 0. Не постои конкуренција во Република Македонија затоа што е истата збришана за да може да живеат фирмите на власта. Информатичко општество и медиуми 1. Сега тука сосема за крај сакам да ви го срушам оној аргумент дека постоело режим. 2011 година оценка 3, 2012 година оценка 3,
2013 3, 2014 4, 2015 2, од 2016 до 2021 највисоката била 2, се извинувам, а сега е 0,1. Толку од вашата демократичност и од вашата транспарентност. И јасно се гледа кој бил режим, а кој не е режим. И тоа не го кажува ВМРО ДПМН, туку тоа го има констатирано Европската комисија. Ајде да идеме понатак. Наука и истражување. 1. Тоа е оние промашени реформи кои што го обременија македонското образование, за кои што се инатевте тука со нас и велевте дека ќе ја постигнат целта. Вака цел не се постигнува. Заштита на потрошувачите и здравствена заштита. Од 2016 до 2021 година 0. Повторувам, од 2016 до 2021 година 0. Не се важни потрошувачите, важни се продавачите. Тоа е политиката на оваа влада. Надворешна, безбедносна и одбранбена политика. Можеме да видиме дека има одреден напредок и на ова мислиме кога велиме дека без напредок нема без домашна задача нема реформи и без работа и завиткани ракави, ние не можеме да се надеваме дека некој ќе дојде и ќе ни го поклони тој статус. Во оваа држава има многу работа за која што вие, почитуван министер, и владата на кој што вие сте член, а кој што генерален секретар е во притвор заради проневера на средства, не си ја врши домашната задача. 32. Финансиска контрола. 1. Финансиски и буџетски одредби. 1. Ова окажува на колабираната економија, на управувањето на јавните финансии и како се однесува вашата влада со финансиите и со парите на народот. Почитуван министер, ве замолувам малку за внимание. Ова е извештај во која што се гледа како иде кривата од 2009 година до 2021 година. Тогаш сме имали оценка 2,52, сега имаме оценка 1,52. Од времето кога вие бевте невладен, оценката беше 2,06, сега кога сте провладен, односно член на СДСМ, е 1,52. Еве ја лагата, еве ги искривувањето на вредностите и еве ги бројките и вредностите од кои што нема бегање. На крајот, заклучокот се сведува на едно. Дали граѓаните на Република Македонија чувствуваат напредок и чувствуваат промени? Не е така. Не е во ред да се манипулираат граѓаните, да се манипулира народот во време кога во оваа држава никогаш полошо не се живеело. И разбирам дека можеби од одредена фрустрација заради вашата немоќ да постигнете одредена согласност со сферите на општеството, ќе ги квалификувате како политички инструирани или ќе се служите, повторувам и ова многу внимателно го кажувам, со негативните законски решенија во изминатиот период, дури и кога мојата партија била на власт. Повторувам, ќе се служите со законските решенија кои што не биле поволни, кои што ги донела партијата од која што јас припаѓам, за да можете, наместо да ги исправувате сите оние забелешки кои што ги имаат европските функционери и Европската комисија за нас, само да го превземете она кое што го кажувате режим и да го мултиплицирате. Нема посериозен испит за било каква реформа од испитот на времето и од соочувањето со граѓаните. Ниту испитот на времето го положија вашите реформи и мерки, а на соочувањето со граѓаните поминавте како што поминавте целокупна влада и тој кој што требаше да ги донесе промените демократски и да не внесе во Европска унија, при тоа одејки во земјите во регионот и потпишувајќи какви мити договори во кои што целосно не се почитува меѓународното право, во овој момент дојдовме до ова ниво. И повторно ќе кажам, овој народ заслужува да ги почне преговорите, но овој народ заслужува подобра влада која што многу подобро ќе ги администрира процесите. Нема сфера во општеството каде што не сте потфрлиле. Еве го извештајот, тоа си го кажува. Вие можете да излезете и да кажувате како било во минатото, но во рете некој да ве потсети дека веќе 6-та на кај 7-та година вие ја управувате владата, односно 70% од времето колку што ја управуваше ВМРО ДПМН. Така да, добро е да дискутираме за европскиот извештај во кој што се констатира тромоста, спороста, криминалниот начин и немањето на интегритет на кој што оваа влада ја управува нашата држава. Благодарам.